Научно е докажано дека децата на возраст од 4 до 14 години најбрзо восприемаат информации. Brain on Brain програмата е наменета за оваа таргет група, значи за дечиња од 4 до 14 години. Со оваа програма, кај децата се зголемува концентрацијата и меморијата. Екипата на утринската на Алфа се наоѓа во просториите на Brain on Brain, каде што малку повеќе ќе ве информираме околу целата Brain on Brain програма. Наша и ваша утринска соговорничка е Ивана Страшевска, франшизер и долгогодишен Brain on Brain тренер. Ивана, добро утро. Добро ни дојде во утринската на Алфа. Добро утро и ви посакувам едно топло добре дојде во нашиот Brain on Brain центар. Ви благодариме. За почеток да ги информираме нашите гледачи, што е Brain on Brain и од кога Brain on Brain постои во светот, па и кај нас во Македонија. Brain on Brain е една меѓународна програма која што е креирана од страна на еден стручен тим на лица кои што се занимаваат во областа на детската психологија, едукација и математика. Значи, пред да се имплементира оваа програма во светот, односно за прв пат е појавена во 2003 година, на сето тоа му претходело едно 7-годишно истражување со цел да се помогне на сите дечиња полесно да учат. Па така за прв пат во 2003 година е основана оваа програма во Индија, а до ден денес е распространета и успешно работи во над 45 земји во целиот свет. Во Македонија оваа програма се применува веќе 12 години и програмата има еден интернационален концепт за развој на вештини и способности кај дечињата, како што спомнавте на возраст од 4 до 14 години, баш поради фактот дека во тој период се случува најголемиот развој на мозокот и кај дечињата може полесно да се вкоренат едни позитивни навики кои што ќе им послужат понатаму во животот. Ги споменавте навиките, ги споменавте вештините, па ајде, кои позитивни навики и кои вештини се добиваат од Brain on Brain програмата, односно кои се придобивките? Кога ги спомнав позитивните навики, мислев на дечињата кои што ја посетуваат оваа програма, градат едно по-логичко размислување, кога ќе се соочат со некој проблем, многу поинтелигентно знаат да се справат со истиот, кај дечињата се развиваат нивните комуникацијски вештини, се подигнуваат на едно повисоко ниво, па така тие многу полесно комуницираат и со своите врсници, и со родителите, и со наставниците. Кај дечињата се истакнуваат нивните лидерски вештини, нивните мултитаскинг способности, каде што имаме примери на дечињата да извршуваат повеќе работи истовремено со полна концентрација. Меѓутоа, најдрастично им се зголемува нивната концентрација, фокус и меморија, кои што пак понатаму им помагаат во целокупниот процес на учење и во училиште. Сите овие придобивки, најважно од се е што овие придобивки вештини кои што ги стекнуваат дечињата во Brain on Brain програмата им остануваат за цел живот. Со која методологија работите? Методологијата која што ја користиме во Brain on Brain, главно место зазема оваа алатка позади нас, која што се вика Абакус, придружена со менталната аритметика и ВАК методата. ВАК методата е всушност приемање на информации преку повеќе сетила, а докажано е дека кога учиме нешто ново и применуваме повеќе од 2 сетила за да ги научиме работите, тогаш сето тоа што ќе го научиме останува многу подолготрајно во нашата меморија. Во нашиот случај, во нашата програма се користат 3 сетила од вкупно 5 и ВАК е скратеница од визуелното сетило, видот, аудитивното сетило, слухот и кинестетичкото сетило, допирот. Го споменавте абакусот, ете ова е таа, да кажем, направа позади нас. Кажете ни што е абакус и колку често во денот треба да се вежба со абакусот? Оние дечиња кои што ја посетуваат вашата програма. Абакусот представува едно древно азијатско сметало кое што луѓето го користеле уште многу одамна. Меѓутоа денеска е знаменет нормално со модерните калкулатори. Но откриено е дека оваа алатка може да ни користи како brain gym, односно алатка за вежбање на мозокот. Па така дечињата при работата на абакусот
се учат да ги визуализираат топчињата, значи тука го користат визуелното сетило во комбинација со работата на абакус, придружено со аудитивното сетило, односно изговарање на едни магични зборчиња, ние така ги нарекуваме, а тоа всушност се правила како дечињата да работат на абакусот. И потоа со конкретни движења на топчињата на абакусот се користи кинестетичкото сетило, односно допирот, за да се дојде до точен резултат на дадена задача. При целиот овој процес на работа на абакусот, заедно со вак методата, кај дечињата се врши една интензивна вежба на мозокот, со која што дечињата даваат навистина на гениални резултати. Ивана, што е НЛП и како НЛП се практикува во Brain програмата? Точно така, НЛП или неуролингвистичко програмирање е составен дел од нашата програма. Меѓутоа, тоа е една малку по-комплексна и поопширна наука, од која што ние користиме само еден дел и тој е прилагоден за дечиња. Со употребата на НЛП техниките за дечиња, кај децата се развива едно попозитивно гледање на работите околу себе, стануваат свесни за самите себе, за квалитетите кои што ги поседуваат, стануваат свесни за околината која што ги обкружува, ги мотивираме фокусот да го стават на постигнување на потешко достапни цели и со самото тоа дечињата почнуваат посамостојно да бидат посамостојни во своите дејствија и да ги развиваат нивните лидерски вештини. Да објасниме динамиката на Brain програмата, значи од колку левели или од колку нивоа е составена програмата, колку се часовите неделно на неделно ниво, колку се месечно ниво, едноставно да им објасниме на гледачите доколку се заинтересирани да станат ваши идни Brain-овци. Така, значи оваа програма се состои од вкупно 10 левели за дечињата во школска возраст, односно за дечиња од 6 до 14 години, а додека 12 левели има за дечињата од предучилишна возраст. Динамиката на програмата, односно време траењето на часовите е еднаш неделно по 120 минути, секој ниво трае по 3 месеци. После завршувањето на секој левел, дечињата добиваат еден тест за да се направи проверка дали е совладано сето она што е учено во левелот и да можат да поминат во следниот левел. И по успешно завршување на тој тест, дечињата си добиваат еден меѓународно признаен сертификат. Работиме со мали групи на дечиња, дозволено е од 5 до 15 деца да бидат во група, за ние тренерите да имаме еден индивидуален пристап и да можеме да одговориме на потребите на секое детенце. Предуслов за дечињата кои што сакаат да бидат дел од нашата програма е да ги знаат, да ги препознаваат и да ги пишуваат бројчињата од 1 до 10. Бидејќи вашата програма е наменета за дечиња од 4 до 14 години, тука е значи и огромна улогата на родителите. Па каква е улогата на родителите и дали ќе ни кажете некоја порака за крај, значи за родителите и за сите оние идни Brain-овци? Многу ни е важно како прво родителите да ја сватат програмата, важноста на програмата, а со тоа и да им дадат една поддршка и една помош на дечињата за сите оние резултати кои што ги предвидува програмата да излезат на виделина. Се препорачува, како што кажавме, 15 минути дневно да се работи на абакусот, правилно да се работи, синхронизирано со сите оние магични зборчиња кои што ги учат. Пораката за родителите би била да го направат првиот чекор, да ги запишат своите дечиња на Brain едукација и со тоа да им обезбедат една сигурна иднина исполнета со самодоверба и безброј постигнати успеси на секое поле. За дечињата можам да кажам дека часовите навистина се многу интересни, интерактивни, забавни. Ние како тренери навистина се трудиме сето тоа да го постигнеме, дечињата да бидат задоволни од часовите и верувајте дека навистина со насмевка доаѓаат на часовите и со нетрпение го очекуваат секој следен час. Ивана, ви благодарам за вашето учество во утринската на Алфа. Се надевам до некоја следна соработка и до следно видување. Ке ви посакам до видување. Многу успех во работата и уште многу среќни Brain-овци
меѓутоа и вие да бидете горди на нив. Секако сум горда на сите Брено Брейн генијалци. Ви благодарам и на вас за одвоеното време и за промоцијата. Јас се викам Лана Грбчевски, имам 9 години, учам во основното училиште Димо Хаџидимов. Веќе 4 години одам во програмата на Брено Брейн. Ми се допаѓа тоа што математиката ја усовршуваме на поинаков и поинтересен начин. И се разбира и дружбата со децата е бесценета. Сега со Лана ќе ви покажеме дел од вештините што ги има стекнато. Ќе направиме double dictation со активност, каде што Лана додека глуми, додека интерпретира еден драмски монолог, во исто време ќе визуализира и два абакуси и со тоа ќе ги докаже незините мултитаскинг, веќе развиени мултитаскинг вештини. Сепак постојат делови на математиката кои можат да се научат. Например, таблицата на множење. Основните училишта бараат од децата да ја учат напамет таблицата на множење, без да им објаснат зошто. Таблицата на множење е очигледно неопходна за да се навлезе во покомплексните, езотерични, музички, уметнички делови на математиката. По истиот принцип, секој шахист мора да ги совлада едноставните и бројни отварања на партијата, за воопшто да биде во состојба да се соочи со огромните компликации на средишницата на играта. Резултатот е 1-9 и 2-0. Одлично, само да покажеме дека тоа се точните одговори од диктатот. Одлично, Ланче, браво. Лана сега ќе ни покаже исто уште една нејзина вештина, односно брзо решавање на комплексни задачи со множење. Ќе решава две задачи. Првата задача е троцифрен број со едноцифрен множење, а втората задача е троцифрен број со двоцифрен множење. Тоа се навистина точните резултати и можеме да ги покажеме во кадар. Првиот резултат е 1920 и вториот е 10035. Точно, прецизно, како и секогаш. И благодарам, Лана, за презентацијата, затоа што ни помогна да го прикажеме Брено Брейн во едно вистинско светло. Надпреварите се организираат секоја година, како на државно, така и на меѓународно ниво. И нашите Брено Брейновци имаат шанса да се пријават на тие надпревари, да се надпреваруваат со нивни врсници и со самото тоа да си ги докажат и да си ги потврдат нивните квалитети кои што ги постигнуваат со програмата. Морам да го пофалам и успехот на Лана, таа неколку пати има учествувано на интернационален надпревар Брено Брейн и има освоено 2 златни и 1 сребрен медал, што навистина е огромен успех за 9 годишно дете да се надпреварува со нејзини врсници од целиот свет.